Извозот на швајцарски часовници нагло опадна во септември, а пратките за Кина се намалија за половина, зголемувајќи го притисокот врз луксузниот сектор на оваа европска држава. Федерацијата на швајцарската часовничарска индустрија минатиот месец предупреди на значителен пат на побарувачката што ги погоди швајцарските брендови на часовници и доведува до ризик за работните места. Тие ја повикаа Швајцарската национална банка да преземе мерки за да го ослабе силниот франк. Некои големи брендови веќе ја користат владината програма за скратено работно време за да ги редуцираат работниците бидејќи нарачките опаѓаат. Кралот Чарлс се соочи со скандирањата "Ти не си мој крал" од жена сенатор веднаш откако го заврши својот говор во австралискиот парламент. Лидија Торп врескаше ја прекина церемонијата во главниот град Канбера околу една минута пред да биде придружувана од обезбедувањето. Кралот штотуку се оддалечи од говорницата за да се придружи на кралицата Камила која седеше на чардакот кога Торп почна да вика додека таа одеше напред од задниот дел на собранието. Откако упати обвинување за геноцид, таа можеше да се слушне како вика: "Ова не е твоја земја, ти не си мој крал." Благодарение на TikTok, откривме кул предмет кој е совршен за внесување забава и креативност во секој простор. Станува збор за LED плоча која може да се користи за креативни цртежи, персонализирани пораки или едноставни потсетници, а нејзината светлина создава релаксирачка атмосфера и внесува топлина во просторот. Тиктокерката истакна дека бара подароци за деца во продавницата на TikTok за Божик и дека ова е најкул нешто што го нашла. Во видеото таа точно покажа како функционира и напомена дека доаѓа со неколку маркери во боја. Кандидатката поддржана од демократите, Камала Харис, посети црква во Џорџија на нејзиниот 60-ти роден ден во неделата во обид да добие што е можно повеќе гласови пред време. Доналд Трамп пак го посети Макдоналдс во Пенсилванија, каде им служеше на луѓето. Харис и Трамп, кои се кандидати за претседателските избори во САД, ги посетија најконкурентните држави и ги интензивираа своите напади еден врз друг во последните денови, додека се обидуваат да добијат поддршка преку предвремено гласање по пошта или лично гласање на само 15 дена до изборите на 5 ноември.